Дојдовте на патологија за да си ги земете органите како што најавивте, но што се случи? Значи дојдовме на патологија за да ги земиме парафинските калапи, за да ги носиме на второ и трето мислење. Но за судска медицина ќе чекаме прво основно од јавно обвинителство. Ако побарат тие до судска медицина, добро. Ако не, ние сами ќе побараме за вештачење од судска медицина. Сега ќе бараме само второ и трето мислење за патолошкиот наод да ни дадат, како што ни го имаме од патологија. Зошто ви е потребно тоа? Зошто толку инсистирате на такво нешто? Па, за да докажеме дека органите биле здрави и дека јас, пред да се случи сето тоа, јас бев здрава, права, вработена, значи немам ништо, не бев болна, никога не се жалев, ни од на уролог, не сум видена никога, но сега сум пола човек, благодарение на стручњаците од Струга. Сега сум во лоша состојба, значи имаме болки со другиот бубрез, значи не знам, целиот живот ќе го терам вака со болки и со проблеми. Вие имате веќе еден патолошки наод и мислење. Некој ви го образложили, освен оно што ни кажавте дека вие приватно сте си се консултирале со други доктори? Да, си имам консултирано и тука и во странство со други доктори. Според нив, според патолошкиот наод, кажуваат дека органите се здрави. Но треба и да се вештачат до кога биле функционални тие органи, да се вештачат ДНК да се направи, дали се тие моите органи и вештачење на целата документација и на органите. Верувате дека обвинителството ќе си ја заврши и оваа работа која што му е во рамки на истрагата? Би требало. Да побара вештачење на органите? Требало да побара вештачење на органите. Ако го направи тоа тие, добро, ако не ќе побараме сами. А дали имате некаква комуникација со другата страна, со некој од болницата после извршената интервенција? Комуникација, значи, после кога се освестив, зборувавме, мојот сопруг зборуваше со доктор Мухамед Асани да му објасни што е случката, што е случено. Он само кажа дека тој ми го спасил животот и дека тој направил се од себе, но по прашањето дека зашто дошло до тоа, за тој или тие, или да ми го спасат животот, добивме одговор дека и јас не знам што се случи така набрзо да има толку големо крварење. Разочарани ли сте од односот на државата во смисла, еве вчера го слушнавме и министерот за спречување корупција, ја слушнавме и лекарската комора. Досега никој во пресрет не ви излегол, не бе побарал за да се сретне, за да види што всушност се случува со вашиот случај. Значи, како прво почнавме од државен и здравствен санитарен инспекторат, на крајот тие излегува дека не се надлежни. После тоа лекарската комора и тие излегува дека не се надлежни. Кој е надлежен во Македонија, нека кажат, за да се обратиме таму, кај надлежните, за да го образложат случајот, зашто се тргнати тие органи. Јас тоа го барам. Ако се во право, онда да кажам благодарам. Ако не се во право, онда да знам кај е кривоста, зашто се тргнати, што дошло, каква повреда дошло до тоа, за да се тргнат тие органи. Без потреба не би требало. Бидејќи јас 9 месеци цела бременост, ми ја следеше доктор Мухамед Асани во неговата ординација. Како може тој цела бременост, сите тие 9 месеци да не виде дека јас имам проблем со моите органи? Знаеме дека имате поднесено кривична пријава до обвинителството во Струга. Дали имате добиено понуда за спогодба? Да. Значи, то страна на фамилијата Асани имам добиено од други страни, значи повици од пријатели, од фамилија, од роднини, дека они сакат да се видат со нас, да сме се смиреле. Но нив ги прашувам, што да се смирам јас? Јас не сум ни лута, ни ништо. Јас ја барам правдината, барам да кажат зашто се тргнати тие органи. Со која причина се тргнати тие органи.